знаеш за музика на струја. Не знам дали можеш да се свртиш позади тебе да видиш дека студиото ни е веќе тука преполна. Од Куманово ни пристигна утро. Да се во студио, куса музичка пауза или спот, па се дружиме токму со нив. Може да одиме со време, всушност тоа нека биде и најава за новиот сингл на The Solution. Секој ден нервозен, луѓе мислат дека сум заљубен, седам сам и мислам на тебе, а ти кој знае каде си? Секој ден бев до тебе, но ти не приметуваше, и сега кој крив да е, што ти не знаеш што со себе. Мислите и срцево се борат меѓу нас, но јас вака не можам да живеам. Време да ти кажам како се чувствувам јас. Летам во облаци, штом ке го чујам твојот глас. Време да ти кажам колку ти припаѓам јас. Знам дека има надеж за нова приказна. Ноќ ве биди со мене, во душава се јасно е. Зошто уште чекаме, кога знаеш дека пишано ни е. Време да ти кажам како се чувствувам јас. Летам во облаци, штом ке го чујам твојот глас. Време да ти кажам колку ти припаѓам јас. Знам дека има надеж за нова приказна. Време да ти кажам како се чувствувам јас. Летам во облаци, штом ке го чујам твојот глас. Време да ти кажам колку ти припаѓам јас. Знам дека има надеж за нова приказна. Што би било телевизијата денес како не ги промовира овие убави културни музички А и зашто вредности? прават ако нема каде да ги Именно, промовира? затоа велиме денеска аплауз даваме за овој нов видео спот и сингл. Некако останавте на ветеното дека по Макфест ќе го понудите ти и јас, па потоа и ќе дојде за следниот авторски сингл време и ова е апсолутно мислам дека вистинскиот период од годината кога кумановскиот бенд The Solution утрово специјално за вас на Телма телевизија премиера на Телма со овој нов сингл. Честитки уште еднаш и добро ни дојдовте во студиото кој е ваш дом. Добро ве најдовме и благодариме. Во секое време. Некако дојде календарски период кога повторно збориме за авторската музика на бендот и искрено секој пат ми вливате надеж дека вистина се бенд кој што и покрај тоа што сте постава која што се бара на јавните настапи, не заборавате да влезете во студио и да направите некој добар микс од сите ваши
да речам, занаети кои што ги поседувате и да ги спакувате во еден сингл како што е ова што го слушате? Мора од се помалку. Од се помалку. Мора од се помалку. Ова не е целосната екипа на The Solution, само да ги споменеме. Ни фалат двајца, Да. Иван и Никола. Ќе ги поздравиме, иако може да испијат сега, ама се надевам дека не, вајде да Вие се сте екипата за рано на телевизија. Можно да сте лојални така. Да, така, Иван е Друштво, прво да ве прашам како е во Куманово и како издржувате на овие високи температури во вашиот град? Па некако. Некако Не се знаеме снаоѓате. како некако, ама се наоѓаме, да. Топло е многу, да. Да, најавени си нови високи температури од денеска па натаму, меѓутоа верувам дека една добра одишка за граѓаните кога ќе можат во вечерни часови да излезат да се релаксират па и да слушнат добра музика. Летово дали е со настапи затоа што вообичаено тоа е асоциацијата лето и добра музика. Да, со оглед на Генерално, нели естетиката која што се смени со јавните настапи, нели за моментот нели за жал кој што секој пат го посечуваме, сакаме некако да не подсетува на тоа како треба поинаку да работиме. Верувам дека се вративте со јавните настапи многу почесто сега. Се вративме нормално сега на топлото време, сите сакаат навечер да излезат, јас си викам за среќа навечер е таман температурата за да можеме да излеземе сите и да се подружиме. Да, имам еден мој другар кој што поради некои своји особено поради работата мора да патува и некој пат поради приватни поводи знае да си го посети бидејќи му еден од најубавите градови, вели Куманово живее, градот живее и вели кога сте во централното подрачје токму во Куманово, во срцето на Куманово, секој пат имате забава на било која сокаче, уличка и така натаму. Буквално. И можеме да кажеме дека е вистина град кој што изобилува од убави и во случајот и музички свирки. И нас можеш да најдеш буквално комај на секој корак. Па не зало да имате и агенда која што е полната за The Solution Band. Така да. Генерално сега сме пополнети со сета агенда е пополнета до некаде таму. Не знам, мислам дека може би септември. Вистина. Не знам, да. Збориме за речиси цело лето. Да, пополнено со календарот е настапи. пополнет, да. Решивме малце и да Паузата само одмориме. за одмор е. Пауза и после Летен се... На годишен многу умор. кратко време и се Колективен. враќаме. Дали имате колективен како кај нас? За Колективен, Кога ви е Фера Госто, италијанскиот август или? Не, сега во јули ќе одмориме Сега на во јули. кратко во топлото, во Ептон топлото, кога обично и нема никој во градот, ќе отидат сите Сите по по одмори, одмори, да. Така што го скоцкуваме да биде таму, кај што сите се на одмор и ние да сме на одмор, да се вратиме после сите во исто полни време, да батерии. можеме да се дружиме, да. Погледнавме време, последното нешто или најново од вас, мал музички коментар околу песната, како се создаде вистинска рок-н-рол верзија, нели, уживање за оние особено љубители на рок-н-рол музиката. Ова е Кој Филип? Ајде, Филипе. Песната одамна е направена, реално, ја чуваме баш како што кажеме уште тогаш во претходното гостување. Фиоки. Ја чуваме во фиока таму наш баш скриена и ете време е да ја направиме и ја направивме. Дојде незиното време. Така, да. Значи, доста време се спремавме што да биде, како да биде некои измени, дали ќе добие, дали нема да добие аранжмански, нели нормално. И реално само се чекаше моментот да договориме студио. На наше големо задоволство. Буквално чекаме кога ќе договориме студио, кога ќе има слободно да се работуваме со Джоки. Да. Влеговме во студио, снимавме многу брзо, бидејќи се беше спремно. Спотот исто така со малку договарање, што како, локација баравме, спонзори баравме, нели за оно маца естетика да поработиме. Јасно. И тоа исто брзо се реши, што реално за месец дена се завршивме. Прво студио, брзо после студио го направивме спотот, тоа се беше во месец мај, на почеток на месец мај. И си дадовме она буквално дедлайн до 13 јуни, петок, 13 петок, Мора така излезе. објави сингл. Да ја објавиме песна, да не пролонгираме, бидејќи ако не да ставиме некој датум, ќе биде ај утре, ај за утре, ај ќе почекаме и можеби ќе фатеше на средина на лето и слично. Да, често знам да кажам за вас дека поголем дел од публиката ве запозна на Макфест минатата година, тогаш беше првиот авторски сингл промовиран. Не знам дали на победок е уште еден настап на Макфест, 40-та јубилејно не очекува во Оваа октомври. година за жал не. Не. Малку се би кажала дека се уназадивме со сето тоа што се случи, нели? Да. И каскавме малце дури да се вратиме назад. Мислам дека тоа го мислат и сите други колеги кои што сепак
мораше да се застане на кратко и да се размисли за некои други побитни работи, но се надеваме дека следната година и веќе можеме да така е во план, така што ова не на следната се гледаме, да. Не, апсолутно, мислам, и го имате искуството, повторно ќе има прилики, сигурно. Ние тоа се прашувавме колку песни ќе освириме, меѓутоа тоа што ви е вас и златна навика, дај да направиме една убава, да направиме една музичка интермеца за сите на Телма. Ќе одиме со авторско, ќе одиме нешто со... Одиме со време за почеток. Така, точно време. Секој ден нервозен, луѓе мислат дека сум заљубен, седам сам и мислам на тебе, а ти кој знае каде си. Секој ден бев до тебе, но ти не приметуваше, и сега кој крив да е, што ти не знаеш што со себе. Мислите и срцето се борат меѓу нас, но јас вака не можам да живеам. Време да ти кажам како се чувствувам јас. Летам во облаци, што ќе го чујам твојот глас. Време да ти кажам колку ти припаѓам јас. Знам дека има надеж за нова пријазна. Ноќа биди со мене, душава се јасно е. Зошто уште чекаме, кога знаеш дека пишано ни е. Време да ти кажам како се чувствувам јас. Летам во облаци, што ќе го чујам твојот глас. Време да ти кажам колку ти припаѓам јас. Знам дека има надеж за нова приказна. Браво. Да, јас прв ве слушам вака во живо и супер звучите. И не знам дали има вака друг бенд кој што е машко-женски вокал како дует. Не да можеби Ретко се случува Ареја, да се можеби. Да, сам Добро, тоа Али од друго времето. Може би со гости комбинации, да. Да, Мислам, меѓутоа вака, али вака бенд бенд не. не сум сретнал Ретко, вака, да. да. Можеби, како што кажав, тоа што ме држи мури, можеби само Ареја. Нас не е многу интересно кога пишуваме песни. Треба да... Да. Ама како ја создадовте, да? Родова еднаквост. Сите заедно, нормално. Уште од старт беше планирано дека мора да биде дует и сега ќе правиме некако приказка. Забавно е да пишуваш за еден човек текст, но кога ќе треба да го пренаминиш Да. за двајца е... Оваа песна трпеше така доста промени заради тоа што после нели требаше да усогласите како ќе ја пеете. Во последниот период мислам дека и не претрпе толку Затоа што промени. видите некој време седеше во фиока. Да, Претрпе промени од мелодиска линија, мојата конкретно временски, мелодиска може линија. малку Да, Темпо, Да. аранжмански скрата, например, такви некои варијанти, мораше да се смеат. Да, текстот остана таков каков што беше тогаш. Мислам дека и тогаш бевме задоволни како го напишавме. Тоа беше една групна сесија на после проба. Пишува Така дали најчесто има ова ви да се се допаѓа. создаваат текстовите ваши. Често знае да се случи и да седиш сам затворен во соба во 4 ѕида и да се онаков што иде следно после ова. Па ќе ти текнат стих 2, 3, четвртиот не доаѓа или но сепак мора да го згрееш столчето, нели, за да ја напишеш. Ова номера баш на едно седење беше цела создадена буквално. И цела залеби кога што треба, текстот звучеше кога што треба.
И супер звучи Онака вака баш. сега. Скоро и од прва. Да. Кај вас барем знаете дека нема потреба секој пат да барате некакви соработки, имате машки, женски вокал, Имаме имате наши цел соработки, бенд. А инаку, да, кога сме кај соработките, мора да признам дека трендот во светската јавност на глобалната музичка, ајде да речеме мејнстрим комерцијална сцена, да се прават соработки се со цел некако да се обедини еден жанр со друг жанр и да се направат можеби комбинации, се со цел нели да се спојуваат можеби поделените фанови или публика. Што мора да признам дека еве и од неколку искуства кои што ги имав и во Урбан и тука, не често се одлучуваат можеби да експериментираат, нема да нели кажам конкретни имиња и бендови, меѓутоа верувајте ме дека и таква нека моја статистика има која што ја правам како некој извештај дека не секој пат се случуваат соработки, а треба според мене ние сме едно мало меѓутоа убаво небо, музичко небо, каде што треба да се случува, да речеме, микс на тие И тоа како? публика и спој на конзументи и Имавме фанови. идеи за такво нешто, тоа беше прошлата година, но онака, би кажал, можеби треба уште малце да се пробиеме во јавноста, за да некој би излегол во пресет за Да се некоја позначителна као. онака реално, се нели сепак ние сме на почеток Да, на меѓутоа патот. дали на тој начин се откриваат работи кои што можеби не ги знаеш за себе и Така, да. со таа соработка нешто Апсолутно, друго да. ќе никне како Николец, како Може содржина. би буквално некој жанр на музика, убаво кажете, не споји жанрови, па ќе направиме некој Како микс. Да. И тоа ќе може би да звучи супер. како што треба. Затоа Сепак треба ние да сме се цел прават такви бенд. компромиси според мене во Има музиката. можност за пратечки вокали, има можност За се, нели да. нормално. Ама ве покажуват на начин дека сте зрел артист, дека не се плаши од промени, не се плаши од можеби да направи некакви комбинации, затоа што според мене музиката ги гледаме, нели да речеме еден студиски, односно да речеме артист кој што ги дава постојано тие да речеме синглови, студиски проекти, секој пат има минување во карактерот, во аватарите кои што ги имате, сепак е тоа сцена и се Сега што бара сме нормално во театралност. фаза на пронаоѓање, нели, Да. ние и тоа што ќе ни звучи и на нас добро, да ни се допаѓа, нели, не е само да и се допадна на публиката, иако е многу голем Многу и битно битен е. сегмент, но сепак треба, нели, да ти се допаѓа тоа што го ствараш за да Имено. има Да може да некако... го излезеш на сцена така како апсолутно. А мислам дека се Да. задржувате и подпирате на рокот. Да. Убавиот Тоа час. најмногу ни лежи. Се држиме тие корени секогаш да бидат Колку тука и да е за добро или за лошо, ние ја тераме така. До крајот на годината и ќе има ли уште нешто ново? Па Сигурно. во план сме, Во да. план е да имаме уште една сигурно, уште еден сингл до крај. После Барем уште летото? една Да, песна. после. Уште не можеме да ветиме ништо за сигурно, но Но се во работи. план и се Има работи, веројатно во така е. филка уште Се многу греат сингови. столчињата, така е, да. Супер. Да го За посакаме сингл секако и... сигурно, али спот, видеозапис, тоа нели би да. ќе видиме како ќе излезе значи со спот, веќе Со реално обврските многу колку ќе ни дозволат. и обврски и финанси реално нешто не е сега Да, не е да. баш толку Да се нели даде пристапно, приказна. али сигурно сингл снимен студиски тоа до крај на Тоа може да се година очекува. дел од нашата програма е. Се популаризира секој пат и издавање на EP. Тоа Да, е така, можеби да. дали една кратка верзија на некој албум, тоа можеби да Да, се дефинитивно. Може би, да. И сега Во музиката близко секој оди на радио повеќе, Spotify, YouTube, така да окей е да и можеби да нема видеозапис. Важно е да се А и некој слуша. пат се одлучуваат нели да речам голем дел од артистите нели да направат и лирик видео, Да, што е тоа сосем или тоа тоа, го или тоа, планираме. да. Да, и тоа е и тоа Сега, добро да. поминува. Сепак мислам Да, дека добро се апсолутно. поминува бидејќи некако добива некаков видеозапис. Јас Тоа кој значи, што сум фанатик за лирикс, апсолутно кај мене паѓа тоа и проаѓа. збориме и за видео спотови кои што Да, добро да, да, изгледаат така. со самиот текст адаптирано. Дали јас посакав сега, не знам дали тоа можам да го исполниме како желба, медли хитс, некои поврзани 2-3 строфи, рефрени, или оставна вас со Или нешто што уште ќе една се... песна, нешто. Или уште една песна, ќе се збогуваме со тоа. Да, но имаме само уште минутка, така што ако можеме некако да го... Како еден поздрав. Да посеме Може одма строфа, строфа. рефрен, Да. две строфа, Да, рефрен. ајде. Јас не знам кој песни ги свирува. Земи на мене, можеш да ми веруваш, да, Земи на мене, Не сум она што ти бараш, јас сум она што ти треба, не губи време. Имаш план да го освоиш сиот свет. Дај ослободи се го, имаш веќе овој универзум цел. Воля се, овој универзум цел. Воля се, овој универзум
сонце. Најди ја, фати ја, истава фреквенција. Зборувам на фреквенција на љубовта. Ви благодарам од се срце, од името на Цеце, Марко и целата екипа, имате доста публика. Да, Јуве.